ВМРО ДПМН останува на своето и не попушта на заканите и уцените од ДУИ. Во следната влада нема да има место за нив, без разлика на учинокот на интегративците на изборите. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, смета дека Македонија е демократска земја, а не федерација или бинационална држава, а во демократија, тој што има 61 пратеник, тој формира влада. Прашува како тоа ДУИ пресметале дека токму тие се представници на немакедонското население во Македонија и дека мора да бидат дел од новата влада. Жалам што се уште раководството на ДУИ живее во некои времења кои што се минато во Македонија. Македонија е држава на сите граѓани во нејза. Ниту е федерација, ниту е би 3 или 4 национална држава. Македонија според уставот е држава на сите граѓани. Интегративците пак, соочени со се поочигледниот факт дека ја губат власта, упорно оценуваат и повторуваат дека ниту една владеачка гарнитура нема да се формира без пратениците на Европскиот фронт. Бидете сигурни дека никоја политичка гарнитура, владеачка гарнитура нема да се формира без пратениците на Европскиот фронт, затоа што пратениците на Европскиот фронт се вистинските представници на албанскиот народ, на турскиот народ, на бошњачкиот народ, на ромскиот народ и на сите народности. Додека се крчки идната коалиција и се пеглаат партиските ставови, албанската опозиција и Изет Меджити немаат конкретен одговор дали уставните измени остануваат услов за влез во влада. Сега ги интересирало само кампањата, а по изборите ставот за уставни измени ќе го стават на маса. Сме заинтересирани да придонесеме или да бидеме фактор за влада која ќе биде европски ориентирана кон НАТО и Европска Унија. За нас тоа е приоритет. Експертите пак сметаат дека правилото на коалицирање на победник со победник не може да важи само кога ДУИ губи на избори. Според нив, токму Ахмети во 2017 го напушти ова правило кога и покрај тоа што ВМРО ДПМН победи на изборите и доби најмногу пратеници, тој реши да прави коалиција со СДСМ. Веќе е јасно дека немаат ветар од грб од партнерите кои претходно ги поддржуваат Америка и од Европска Унија, така да ова се само крици на очајна партија која сака да остане на власт. ДУИ и ВМРО ДПМН во 2008 се договорија победникот од македонскиот блок секогаш да коалицира со победникот на албанскиот блок. Тоа беше така наречен мајски договор кој не е никаков официјален пишан документ, туку усмен. Овој договор се почитуваше се до 2017. После изборите во 2016 ВМРО ДПМН освои 51 пратеник, а СДСМ 49. Кај албанците најмногу гласови освои ДУИ. Па така Бујар почетокот на 2017 пред формирањето на владата беше дециден дека ДУИ нема да коалицира со победникот во случајот ВМРО ДПМН.